У суштина, левица не би требало да се противи на ниедна иницијатива за рушење на оваа власт, значи опозицијска од било која партија ако дојде. Ама ние сме малку сомничеви, што е нели у наша природа према партии кои што веќе биле на власт овие 30 години, како што е ВМРО ДПМН или да рече ДПНЕ. Значи сомничеви од многу проста причина, повод за блокирање на собранието, збориме за стварно, тоа е еден од порадикалните чекори, тоа е малтене пред влагање у собранието и го блокираш собранието. Значи тоа, ако има некоја партија листа за преземање на власта, тоа е предпоследниот чекор. И сега ти да го правиш тако тој чекор, тебе ти треба крупна причина, значи треба да постои некоја крупна политичка криза. И ние, за жал, заради ова криминално владење на ДУИ, морам да кажам прво ДУИ, после СДСМ, затоа што они се главната партија во коалицијата, имавме многу такви поводи. Меѓу другото истакнав јас, имаме нелегална двојазично собрание, имаме ситуација најголемата ситуација беше кога беше оформено новото мнозинство, значи сите знаете, 161 пратеник, и ние имавме малтене у многу чудни околности, да не речам дали беше киднапиран, дали своеволно, еден пратеник исчезна. И вие у таа ситуација кога насила фактички некој ви го одзема мнозинството, должност на најголемата политичка опозициона партија, што е ВМРО ДПМН со 44 пратеника, тоа ние сме само со 2 пратеника, они требаше да кажат доста е, готово, блокираме се, додека не се разреши ситуацијава, пиле нема да пролете од државата. За да издействуваат предвремени, барем ако нели пратеникот нели се предомислил дали своеволно дали не, барем да ја стават државата да ја колабира до ситуација да дојаме до предвремени избори. Ние дојавме во ситуација да они најавија некоја радикализација за потоа да ретерираат.